пациенти кои што овдека се дојдени во крајна фаза, мислам, предходно лекувани кај матични лекари, кај приватни лекари, а кога дојдоа тука, сите се во една тешка состојба, веднаш е пристапено кон терапија, кислородна поддршка. Друго што можам да кажам, дека се од различни возрастни групи, меѓутоа доминираат младите, така да имаме пациенти меѓу 30 и 40, меѓу 50 и 60, најстарите ни се околу 70 годишни. Се трудиме да им помогнеме се што е во наша моќ, се што треба е дадено, се надеваме дека ќе се избориме со нивната болест, меѓутоа сепак времето ќе покаже. Ние им даваме препораки, и во медиумите има препораки, да со сите симптоми кои што се јавуваат веднаш се обратат кај матичен, да бидат тука проследени, да бидат направени лабораториските рентгени следувања и да се започне со терапијата. Да не се оди по приватните лекари, за да не се изгуби едноставно времето кое што многу ни значи. Да си ги почитуваат мерките, да не се групираат, да си носат маски во затворени простори. Јас мислам дека подобро не знам што повеќе да се каже од тоа. Дојдоа и од надвор многу луѓе, се опуштија по свадбите, по прославите. Сепак да постои, да се почитуваат мерките како кога во времето имаше ковид пандемија. Уште постои и уште ќе постои без почитување на тие правила основни, без носење маска, не групирање. Ја мислам дека нема да прекине пандемијата.